Предлогот на СДСМ и ДУИ уставните измени кај нас да се случат според хрватскиот уставен модел, начално за Мицковски е прифатливо, изјави тој во Штип. Не знам дали се сигурни дека сака да биде според преамбулата во хрватскиот устав. Еве, јас сум подготвен. Ако е тоа формулата за успех, уште утре да ја почнеме процедурата, да биде Македонија држава на еден народ и на малцинствата во нејз. Еве, ако сакаат, уште утре да ја отвориме преамбулата на македонскиот устав и да го направиме тоа според хрватскиот терк, само да не се каат после тоа, да не речат некои други етнички заедници, па да речат не било баш така како што не кажуваат. Инаку ако сакаат, еве, според преамбулата во хрватскиот устав, веднаш да. Не знам дали ја прочитале, не знам дали виделе или така на памет само си кажуваат, но еве ние како ВМРО одма прифаќаме. Во однос на предлогот од страна на Министерството за правда, лога за измени во делот на изборните единици, наместо 6 да има 8. Мицковски со следниот став. Ова е сега повторно нов циркус кој што се случува. Не знам дали овие луѓе се обидуваат да видат кој е поголем комедијант или да бидат сериозни. Затоа што во неговата коалиција во владата има политички партии кои што излегува на избори и бараат една изборна единица. Дајте нека седнат во владата, нека се договорат еднашка кој е заедничкиот став за да може да го коментираме. Една ли, 6 ли, 8 ли, 18 ли, навистина ги збунуваат граѓаните, навистина се несериозни. Јас знам дека се они обединети во криминалот, ама барем еднашка нека бидат обединети во интересот на граѓаните. За предлогот паралелно со уставните промени да се бришат 20% како услов за двојазичност, Мицковски дециден. Во овој парламентарен состав променен устав нема да има. Во овој парламентарен состав променен устав нема да има.